Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денешната епизода сакам да ја почнеме со читање на стиховите 13 до 15 од првата глава на посланието на Јаков. Таму се вели: Ниеден кога е во искушение да не вели Бог ме искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува и тој никого не искушува, но секого го искушува неговата похота која го влече и мами. Потоа, похота, откако ќе зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Со оглед на тоа што сите христијани се соочуваат со искушенија, овој дел од посланието е исклучително важен за секој кој верува во Господ Исус. Во првата глава од ова послание, Јаков пишува за начините на кои нашата вера е ставена на тест. Еден од тие начини се неволите и страдањата. За нив, Јаков вели дека се средства со кои Бог ја испитува нашата вера, но сега пишува за поинаков тип на испит, а тоа се искушенијата. Во Светото Писмо зборот искушение се користи за околностите во кои Бог ја тестира нашата вера, но и за околностите во кои ни се нуди некаков грев. Во стиховите кои ги прочитавме, Јаков пишува за околностите во кои ни се нуди некаков грев и вели: немојте да мислите дека Бог го прави тоа. Вашата телесност ве влече и мами кон гревот. Знаете, ние луѓето, уште од времето на нашиот прататко Адам, имаме некоја склоност да го обвинуваме Бог за сите наши проблеми. Кога Адам проба од забранетиот плод и се соочи со последиците од својот грев, тој му рече на Бог: жената која ти ми ја даде, ми го даде плодот. Тоа е запишано во книга Создавање, глава 3, стих 12. На некој начин тој се обиде да ја префрли топката кај Бог и кај Ева. А Ева рече: змијата ме измами и затоа земав да јадам. Денес луѓето често прашуваат: зошто Бог дозволува да има поплави, земјотреси, деца да умираат од глад и војна? Но, зошто ние луѓето не погледнеме малку кон себе? Зарем Бог е тој кој ги почнува војните? Зарем Бог ја има одговорноста да се грижи за планетата Земја? При созданието, Бог таа одговорност му ја даде на човекот. Така што, кога Земјата преку природните непогоди и катастрофи покажува дека нешто не е во ред со неа, ајде да се запрашаме ние луѓето дали добро се грижиме за неа. Кога има луѓе кои умираат од глад, ајде да се запрашаме дали ние луѓето добро ги распределуваме ресурсите кои ни се дадени на располагање. Ние луѓето сме склони да вперуваме прсти кон другите и кон Бог. Не само тоа, туку врз основа на тоа што е запишано во Светото Писмо, би аргументирал дека причината поради која се соочуваме со природни непогоди е нашиот грев. Овој свет не беше создаден за во него да има земјотреси и други природни непогоди. Но, кога човекот одлучи да му се спротивстави на Бог, а тоа ние луѓето го правиме до ден денешен, светот веќе не функционираше онака како што треба. Затоа постојат и болестите, а и смртта. Тие не беа дел од Божиот првичен план, но се последици од гревот на човештвото. Да се вратиме назад на зборовите на Јаков. Тој вели дека самиот Бог не може да биде искушуван со зло, но и дека Бог никого не искушува со зло. Односно, ова значи дека кога ќе се најдеме во искушение, во ситуација кога ни се нуди некаков грев, првото нешто кое е многу важно да го запомниме е дека не е Бог тој кој не ставил во таа ситуација. Неговата волја е да живееме во праведност, а не во грев. Според црковното предание, постојат 3 извори на искушение за човекот. Еден од нив е телесноста, како што Јаков пишува во овој стих, а другите 2 се сатаната и светот. Авторот на ова послание вели дека Бог не може да биде искушан со зло, односно не може да се најде во ситуација во која злото и гревот
би му изгледале привлечни и барем за миг би посакал да направи нешто погрешно. Прашањето кое се поставува во светло на оваа изјава е: дали Господ Исус можеше да сгреши кога сатаната го искушуваше во пустината? Ако Бог не може да биде искушан со зло, односно ако не може да се најде во ситуација кога злото ќе му биде привлечно, тогаш што всушност се случи во пустината? Оваа тема ја отворив и при проучувањето на Евангелието според Матеј, но сакам да ја спомнам и денес. Мој личен став е дека Господ Исус не можеше да направи зло и покрај тоа што сатаната му го нудеше тоа. Некој можеби ќе праша тогаш зошто воопшто беше искушуван? Знаете ли зошто? За да докаже дека во него нема капацитет да направи грев. Исус не можеше да сгреши и тие така наречени искушенија во пустината имаа за цел да го докажат токму тоа. Кога зборувам за оваа тема, сакам да искористам една илустрација од моето детство, кое верувам дека на соодветен начин го доловува тоа што сакам да го кажам. Сигурен сум дека и претходно сум ја користел во оваа аудиопрограма, но повторно ќе ја кажам, бидејќи некои од вас ја немаат слушнато. Јас пораснав во Западен Тексас, во близина на реката Бразос. Речиси секоја година реката во лето беше пресушена, но кога ќе дојдеше есен и почнуваа дождовите, некогаш се случуваше реката да биде преполна и да се соочиме со поплава. Во нашиот град имавме еден дрвен мост, кој за време на една од тие поплави беше целосно уништен. Веднаш откако водата се повлече, одговорните институции се фатија за работа за да ни обезбедат нов мост. Овој пат мостот беше направен од железо. Кога го завршија, донесоа 2 локомотиви кои ги поставија на самиот мост. Сите ние кои живеевме во градот во кој ова се случуваше, бевме љубопитни и излеговме надвор за да видиме што се случува. Еден од нашите соседи собра храброст и го праша инженерот што се случува. Инженерот рече: завршивме со изградба на мостот. Сега е време да го провериме колку е издржлив. Соседот го праша: зошто? Зарем мислите дека има шанси и овој мост да се сруши? Инженерот одговори: се разбира дека нема шанси да се сруши. Соседот му постави уште едно прашање велејки: тогаш зошто имате поставено 2 локомотиви на него? Инженерот му одговори: за да докажеме на сите дека мостот не може да падне. Токму тоа беше главната поента на искушенијата со кои Господ Исус се соочи во пустината. Тоа беше прилика да се докаже дека тој не може да потклекне пред злото и дека не може да направи грев. Јаков вели дека Бог не може да биде искушан со грев, но и не им го нуди гревот на луѓето. Тој пишува дека искушенијата доаѓаат од нашата похота, односно од нашата телесност. Ако потклекнеме пред нив, ќе направиме грев, а направениот грев води кон смрт. Бог дозволува да се најдеме во ситуации кога ќе бидеме искушани со грев, но тоа не значи дека тој е изворот на нашите искушенија. Ќе ви дадам еден пример од Стариот Завет. Во глава 21 од прва книга Летописи се вели дека сатаната се подигна против Израел и го искуша царот Давид да ја изброи својата војска. Тој го искуша Давид да ја изброи војската за царот да се надева на тоа колку му е голема војската, а не да се надева на Господ. Тоа беше грев во Божите очи и Давид, а и израелскиот народ многу страдаа поради тој грев. Но ете, гледаме еден текст во кој се вели дека сатаната е изворот на искушението, но сепак Бог дозволи сето тоа да се случи. Иако има ситуации кога изворот на искушението е сатаната, како што предмалку спомнав, сепак во овој дел од посланието Јаков спомнува друг извор за искушенијата, а тоа е похотата. Повторно ќе го прочитам стих 14. Но секого го искушува неговата похота, која го влече и мами. Постојат различни искушенија.
Некој може да е во искушение да се опива со алкохол, друг е во искушение да се прејадува. Трет ке се најде во сексуално искушение и слично. Но, тоа што Јаков сака да го сватиме е дека сите ние луѓето, длабоко во себе, имаме склоност кон гревот. Грешната природа во нас не влече и мами кон гревот. Проблемот не е надвор од нас, туку во нас. Никој не може насила да не натера да сгрешиме. Таа желба да направиме престап, беззаконие, да направиме некакво зло, доаѓа одвнатре. Поради грешната природа која секој човек ја има во себе, ние луѓето имаме склоност не само да правиме грев, туку и од добрите нешта кои Бог ни ги дал да ни бидат за благослов, да направиме некаков идол или зависност. Например, Бог ни ја даде храната да ни биде подкрепа за телото. Храната е добра, но кога една личност се прејадува поради својата лакомост, имаме проблем. Сексот исто така е добар и е дар од Бог, но треба да се практикува исклучиво во рамките на бракот. А што се случува денес во светот? Тој дар кој Бог му го даде на човекот почнува да се продава, да се практикува пред брак, надвор од брак и слично. Децата се исто така дар од Бог, но кога светот на родителите се врти само околу децата, тие многу лесно може да станат еден вид на идоли на кои родителите свесно или несвесно им се поклонуваат. Парите се потребни за живот, но кога на луѓето главната цел им е да заработуваат што повеќе пари за да можат да живеат во раскош и кога тие својата вредност ја гледаат во парите, тогаш влегуваат во сериозен проблем. Јаков вели, сето ова е резултат на вашата похота која ве влече и мами кон гревот. Гревот е реален и ние луѓето сме склони да го правиме. Тоа е она со кое Јаков сака да не соочи во овој стих. Ова не значи дека кога се соочуваме со грев, ние мора да подклекнеме, но кога подклекнуваме, ние само покажуваме колку сме слаби. Токму поради тоа што правиме грев, ние луѓето имаме нешто што во психологијата се нарекува комплекс на вина. Психолозите се обидуваат да им помогнат на дел од своите пациенти да се ослободат од комплексот на вина, но не сум сигурен дека има голем успех во тие обиди. Пред некое време разговарав на оваа тема со еден познаник кој работи како психолог, но и како професор на факултет. Тој ми рече: комплексот на вина е дел од тебе, на ист начин како што твојата десна рака е дел од тебе. Не можеш едноставно и лесно да се ослободиш од него. Со мојот познаник, кој е христијанин, разговаравме за тоа како можеме да се ослободиме од тоа чувство на вина само преку покаяние. Кога ќе се покаеме пред Бог за нашите гревови, тој ни ги простува и не ослободува од вината. Поентата на тоа што сакам да го кажам е дека Бог преку Светото Писмо не учи да преземеме одговорност за нашите постапки, да не го вперуваме прстот ниту кон него, ниту пак кон другите, туку да признаеме дека сме слаби, да признаеме дека сме потврдиле, да признаеме дека сме направиле грев и да побараме простување и тој ќе ни даде нов почеток. За разлика од тоа, добар дел од денешните психолози се обидуваат да им помогнат на своите пациенти така што ги прашуваат која е нивната позадина, дали нивните родители доволно ги сакале, дали растеле во среќно семејство и слично. Ако наидат на некој негативен аспект од детството на пациентите, тие веднаш брзаат да ги обвинат нивните родители за несреќата која тие денес ја чувствуваат. Не велам дека родителите не можат да ги оштетат своите деца, но не ми се допаѓа ставот кој вели дека на поединецот речиси секогаш другите му се виновни за неговата несреќа. Ако се вратиме назад на библискиот пристап, кој охрабрува преземање лична одговорност, мислам дека луѓето многу полесно ќе се ослободат од чувството или комплексот на вина. Вие можете да се обидете да ги решите своите животни проблеми така што ќе вперувате прсти кон другите, или пак можете да дојдете пред Бог и да му кажете: јас сум грешна личност, јас сум виновен за овие нешта кои ми се случуваат.
прости ми за моите гревови, дај ми сила и мудрост да ги поправам грешките од минатото, за кои јас сум виновен, но и да им простам на другите за нивните грешки и гревови направени кон мене. Тоа е начинот на кој можеме да се ослободиме од вината и да се справиме со вината на другите луѓе кон нас. Повторно ќе го прочитам стих 15, каде Јаков ни објаснува кои се последиците доколку им подклекнеме на искушенијата. Таму се вели: потоа похота, откако ќе зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Телесноста е многу сериозна и со Божја помош треба да ја спречиме на време. Ако и дозволиме да не раководи и ако врз основа на тие внатрешни грешни желби носиме одлуки, сигурно ќе направиме грев. Например, ако некој маж чувствува похот кон жена, тој може да бара од Бог сила и самоконтрола да не направи ништо во однос на таа негова желба. Или пак, како што е честопати случајот, тој може да се препушти на таа похот и да направи грев, или само во срцето, или и на дело. Господ Исус вели дека кога еден маж посакува жена која не е негова, тој во своето срце веќе има направено грев. Што не учи овој текст? Дека искушението не е грев, туку само ситуација во која ни се нуди гревот. Но, кога на искушението не му пристапуваме мудро, тоа сигурно ќе резултира со грев. Искушенијата секако доаѓаат во животот, но наша одговорност е со Божја сила да им се спротивставиме. Мартин Лутер го објаснил тоа на следниот сликовит начин. Тој рекол: не можеш да ги спречиш птиците да ти летаат над главата, но можеш да не им дозволиш да ти направат гнездо на главата. Јаков вели дека гревот раѓа смрт. Бог им кажа на Адам и Ева дека ако каснат од забранетиот плод, тие ќе умрат. Но тоа се однесуваше првично на духовната смрт, а второстепено и на физичката. Причината поради која постои смртта, а и болестите, е токму гревот. Кога еден човек живее во постојан грев, тој е духовно мртов, а еден ден ќе се соочи и со нешто што се нарекува вечна смрт, односно вечна одвоеност од Создателот. Затоа треба да бидеме многу внимателни кога станува збор за похота и гревовите. Ова не е нешто со кое смееме да си играме. Гревот е сериозна опасност за човекот. Тука се поставува прашањето: дали христијанинот, односно Божјото дете, може да направи грев? Се разбира дека може, но оној кој вистински го сака Господ Исус, нема да се валка во гревот, туку ќе го исповеда, ќе се покае и ќе продолжи напред. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.